Почитувани гледачи, екипата на Рано наутро се наоѓа во Центарот за меѓууниверзитетска соработка, односно во канцеларијата на Еразмус+. Денешен гостин, односно екипата на Рано наутро е нагости кај координаторот на Центарот за меѓународна соработка, Сања Стефанова. Сања, добро утро и те благодариме што не прими во твојата канцеларија. Добро утро и до вас и до гледачите на вашата емисија. Ви благодарам за вашето гостување во нашата канцеларија. Така, Сања, за почеток да ни кажеш за каква програма станува збор и кој од студентите може да ја користат оваа програма? Станува збор за европска програма која што се применува на сите универзитети во Европа. Значи, ова програма е иницијатива на Европската комисија, а ние како универзитет од 2012 година успешно ја применуваме оваа програма и над 70 студенти веќе биле дел од Erasmus+ програмата и дел од малку поинако искуство. Во оваа програма може да се вклучат сите студенти кои што се веќе втора година во студии при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, без разлика на кој факултет студираат. Сепак потребно е да имаат доволна желба и мотивираност да бидат дел од ова искуство, да аплицираат, да изберат универзитет каде што сака да го посетат и еден семестар или цела година да престојуваат во тој универзитет. Така, сега замина неколку студенти, кажете ни за колкава бројка станува збор и на кои универзитети замина? Ови семестар, значи тековниот семестар, замина 12 студенти од универзитетот. Најчесто заминуваат во блиските европски земји, во Романија имаме студенти, но и ова година имаме во Австрија студенти, имаме во Полска, имаме во Бугарија, во Словенија, во Словачка. Сега ни се вратија и студенти од Португалија, зависност од желбите на студентите и во зависност од какви договори ние како универзитет имаме склучено, студентите може да бидат дел од било кој европски универзитет и да посетуваат било каква студентска програма. Рековте дека 12 студенти, дали има ограничена бројка во пријавувањето и кои се критериумите за да студентите можат да аплицираат за ваква програма? Сепак станува збор за грант кој што Универзитетот Гоце Делчев во Штип го добива од страна на Националната агенција, па така ние гледаме, значи секој семестар да има минимум од 10 до 15 студенти кои што ќе заминат на Erasmus+ искуство и мобилност. Значи како што веќе напоменав, се бара студентот да биде минимум, значи втора година, да има исчислено преходниот семестар, да има постигнато одличен успех во текот на студиите и пред се да има познавање на јазик. Значи тоа е многу битен сегмент во Erasmus+ програмата. Значи најчесто бара англискиот јазик, но во некои универзитети го бараат и јазик од нивната земја, како на пример некои универзитети во Италија бараат познавање на италијански јазик, но ќе потенцирам дека познавањето на англискиот јазик е неопходен, па затоа и самата програма вклучува тестирање. Значи студентите пред да заминат од нашиот универзитет, тие полагаат англиски јазик со цел да го видат нивното ниво и откако ќе се вратат повторно полагаат со цел да видат колку напреднале во нивните јазични способности. Тоа е навистина прекрасна можност која што нуди самата програма, а овде ќе потенцирам и можностите за пракса, како и можностите кои што вработените пред универзитетот ги имаат. Значи студентите можат да заминат неколку месеци на пракса во било која европска институција и дури ова програма возможува самите студенти да изберат институцијата каде што сакаат да склучат пракса и доколку институцијата, значи го прифати нивниот предлог или барање, ние како универзитет ќе се погрижиме, значи студентот да биде дел и од практично искуство преку оваа програма. Дали продолжуваат на истата насока и во тие универзитети? Да, станува збор, значи, за факултети каде што ние координаторите на оваа програма се обидуваме да најдеме компактибилен начин да ги поврземе студиските програми. Сепак станува збор за флексибилност во целата работа, бидејќи секој универзитет има свои студиски програми и свои професори каде што ја спроведуваат наставната програма, но токму оваа програма ни возможува можност ние да одбереме предмети и да ја возможиме на студентите предметите кои што ги слушат во Гоце Делчев да имат можност да ги слушат и на универзитетите во Европа. Освен за студентите, дали можеби ваква размена има со асистенти и професори да доаѓаат овде во универзитетот или пак нашите професори да заминуваат надворот? Значи, ова програма вклучува мобилност и на вработени
И не само на професори и на асистенти, туку и на административниот кадар при универзитетот. Еве, значи до крајот на месец јуни околу тројца професори ќе заминат на таква мобилност, а ги очекуваме и наредните 7 професори кои што најавија, значи визитинг посета на нашиот универзитет. Станува збор за професори од Бугарија, од Словенија, професор од Литванија кој што ќе доаѓа на факултетот за информатика. Еве денеска најави професор од Турција кој што ќе биде визитинг професор на нашиот универзитет. И воено планираме цела нова програма која што сакаме да реализираме со овие професори, значи отворени предавања каде што ќе може да бидат присутни сите студенти, не само студентите на факултетот на кој што професорот ќе престојува, сепак овие предавања да бидат искуство и можност за сите студенти при универзитетот Гоце Делчев. Така. Еве нешто по-конкретно да ни кажете што се им нуди Еразмус програмата на студентите на УГД, дали може би нешто во поквалитетно образование или така нешто? Целата програма представува привилегија кој што има студентите. Затоа јас си ги мотивирам младите дека доколку има желба и можност навистина да се приклучат и да аплицираат за оваа програма, бидејќи замислата е пред се за дружење, за вмрежување, за ново искуство. Сепак кога студентот ќе ја смени својата средина и на живење и на студирање, навистина прекрасно искуство, а таму имаат и нови предмети, значи нови професори, се работи или менторски, се работи или класично во зависност од универзитетот, но сепак мислам дека искуството кој што ќе има и пред се како млада личност во делот на едукација, во делот на предавања. Секој универзитет има и своја програма за Еразмус студентите, како што нашиот универзитет има програма за студентите кои што ние ги причекуваме. Па така искуствата и од самите студенти се навистина прекрасни. Еве денеска имав можност да поразговарам со студент кој што пристигнал од Полска, кој што беше навистина задоволен од целата организација, од самата програма, од отвореноста на професорите, како интернационалните студенти биле третирани, им било понудена најразлична програма не само во универзитетот и надвор од универзитетот. И верувам дека ова програма навистина во иднина и ќе продолжи да се развива. Еве има најавено и многу интересни активности кои што Европската комисија сигурно сум дека ќе ги имплементира во наредниот период, како што е работа по завршувањето на студиите, потоа двојна диплома кои што студентите ќе добијат кои што присвојувале на Еразмус Плюс, а овде ќе ги потенцирам и Еразмус Плюс размените кои што се во текот на летниот период, тоа се размени за млади, каде што младите добиваат Youth Pass сертификат, па затоа сите заинтересирани да постојано да посетуваат страницата на Националната агенција во Република Македонија, каде што има постојано повици за интересни обуки, пракси, размени на студентите кои што се надвор од активностите на универзитетот, а токму и на самиот универзитет ќе има наскоро нова на веб страница, каде што ќе бидат дадени сите детали за тоа кој може да биде дел од оваа програма, како да ги припрема своите документи, апликацијата. Воено планираме да спремаме некои обуки по англиски јазик, спремање на личната биографија со цел овие студенти да бидат припремани кога ќе бидат дел од оваа размена. Така, еве, додека сум бил јас студент, сум го поставил прашањето како студентите се сноѓаат таму, дали се сместени некаде по студентските домови, на кој начин таму живеат? Значи секој универзитет има личност која што одговорна за тој дел. И во поголемите градови, најчесто универзитети имат студентски домови каде што се поврзани директно со самиот универзитет. Еве нашите студенти ќе престојуваат во таквите студентски домови и тоа е организирано од страна на самата Еразмус Плюс програма, а еве ние како универзитет овозможуваме и сместување и помагаме на студентите кои што доаѓаат да се сместат овде и помагаме во самото спроведување и организирање на нивните активности кои што вклучуваат посета на институции и средување на нивните документи за престој. И секој студент исто така има Еразмус Бади, значи тоа е дел од самата Еразмус програма, тоа се студенти кои што имаат желба да работат во оваа програма и им помагаат на интернационалните студенти за време на нивниот престој во државата, па еве и ги поканувам и студентите при универзитетот доколку имаат желба да бидат Еразмус Бади на интернационалните студенти во нашиот универзитет. Па така целиот тој процес е навистина олеснат и од страна на нашиот универзитет, бидејќи ние сме постојано во припрема на документацијата со студентите, заедно со нив работиме докрај и таму тие студенти се превземани од страна на координаторот на соодветниот универзитет, а ние како координатори на оваа програма сме во постојана комуникација со цел оваа програма и пресод на студентот да заврши прекрасно и одлично. Дали имате конкретна бројка колку студенти имаме од европските земји овде на УГД?
Моментално имаме 3 студентки, една студентка од Литванија и 2 студентки од Словачка, кои што се дел од моментално од Еразмус плюс програмата во универзитетот. Едниот студент е на факултетот за новинарство, останатите 2 студента се дел од Универзитетот за природни и технички науки, кои што ги запознавме со кампусот, со лабораториите кои што се дел од нашиот универзитет и воедно за нив припремаме и специјална програма која што тие може да ја посетуваат за време на нивниот престој во Македонија и се надевам дека искуството тие кои што ќе го понесат ќе биде доста позитивно и наредната година и наредниот семестар ќе имаме што е можда поголем број на студенти кои што ќе одлучат да го изберат Гоце Делчев за нивен универзитет за размена. Така, кога е следниот конкурс? Кога нареден пат можат студентите да аплицираат за Еразмус програма? Да, значи тоа најчесто постуваното прашање овие денови. Очекуваме дека во месец април конечно ќе го добиеме грантот за да можеме ние како универзитет да го распишеме конкурсот. Се зависи од Националната агенција, бидејќи веќе аплициравме за нови размени и се надевам дека наскоро ќе го добиеме грантот и студентите постојано да ја пратат веб страницата на Центарот за меѓууниверзитетска соработка, веб страницата на Универзитетот Гоце Делчев во Штипа, еве како Еразмус, креиравме и фан страница на Facebook каде што информациите ќе бидат доставувани навремено, се со цел значи младите да бидат информирани и да бидат во тек со сите активности. Така, освен Еразмус плюс програмата, на што друго работи Центарот за меѓууниверзитетска соработка? Овој центар е пред се за комуникација на универзитетот со сите надворешни странки, значи за меѓууниверзитетска соработка не само со универзитетите, туку и со институциите, па преку овој центар еве се покануваат различни професори да бидат дел од нашиот универзитет, како и проектите на кои што работи универзитетот се дел токму од работата на овој универзитет и сите значи активности кои што ги вклучува странските професори, странските студенти, а се поврзани токму со работата на самиот универзитет. Така, некои идни планови дали можете да ни откриете? На кој работите? Значи за сега работиме на Еразмус плюс програмата. Еве како што најавив, припремаме ребрендирање на самата веб страница, а воедно ќе подготвуваме и предавања и обуки од страна на визитинг професорите, бидејќи верувам дека ќе бидат навистина прекрасни активности наставни за студентите при универзитетот и обуки кои што вклучуваат припремање на студентите, бидејќи пред се тие се не само промотори на самите себе, туку промотори на Македонија, промотори на универзитетот и сакаме значи тој студент навистина да го представи универзитетот и да се представат самите себе во визиско светло, па така нашата програма и програмата на Еразмус плюс ќе биде поврзана секако со студентите, со нивната работа и со нивниот престој во друг универзитет. Така, еве, само да ни кажете за крај, што ќе им препорачате на студентите, еве, што би сакале да аплицираат за оваа програма? Значи, би ги мотивирала и би ги охрабрила сите студенти кои што сакаат да бидат дел од едно поинакво искуство, да се охрабрат, да аплицираат, бидејќи навистина представува привилегија и можност кои што има денешните студенти. Програмата Еразмус плюс значи вмрежување, значи нови пријателства, дружба, нови можности за едукација и пред се можност за едно искуство кој што верувам ќе го паметат за цел живот. Ние тука како универзитет сме дословни во секој време за нив, значи преку текот на целата недела може да посетат канцеларијата исто да не контактираат преку веб или преку телефон, а ние сме овде да ја помогнем во целата таа процедура. Ви благодарам многу што одвоивте време да бидете наш гостин во Рано наутро, односно екипата на Рано наутро да биде во вашата канцеларија. Ви благодарим на вас за поканата.